Во ова издание, Олимпијадата пред почеток, како ќе изгледаат игрите во време на пандемија. Големи амбиции на младите македонски предприемачи и иноватори, како да добијат поголема поддршка. Позитивна дискриминација за упис на американските универзитети, дали е противуставна? Останете со нас, ќе ви кажеме повеќе. Поздрав од Вашингтон. Ова е гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Никола Крстик. Утре е свеченото отворање на Олимписките игри кои лани беа одложени поради пандемијата. Сепак COVID-19 годинава предизвикува проблеми и за учесниците и за организаторите. Веќе се потврдени првите позитивни случаи меѓу надпреварувачите, а Јапонија ќе изгуби милиарди долари поради одржувањето на игрите во време на прогласена вонредна состојба, без туристи и без публика на трибините. Штафетата на олимпискиот факел во Токио без гледачи и без трчање по јавни улици е сликата на овогодинешните олимписки игри кои ќе се одржат без ниту еден посетител. Ерик Фајгл-Динг е епидемиолог и виш соработник на Федерацијата на американски научници. Тој за Гласот на Америка изјави дека најновата мутација на коронавирусот може да се најде на слоганот на Олимписките игри. Овој вирус, делта варијантата, е најголемата закана со која се соочивме за време на оваа пандемија. Тој е побрз, посилен, подобар во секој поглед. Олимпиското мото на Ситиус, Алтиус, Фортиус, навистина важи за варијантата делта. На веб страницата на Меѓународниот олимписки комитет се вели дека латинската фраза значи побрз, повисок, посилен. Изборовите ги охрабруваат спортистите да дадат се од себе, но истите зборови важат и за делта варијантата која повторно ги качи бројките на заразени во Јапонија. Председателот на МОК Томас Бах вели дека отсуството на гледачи го менува значењето на игрите. We all regret this decision for not having spectators. Сите жалиме за оваа одлука што немаме гледачи, но уште повеќе за спортистите кои нема да може да уживаат во олимписка атмосфера. Но за спортистите мислам дека чувството ќе биде многу поразлично, бидејќи ќе знаат дека милиарди луѓе од целиот свет се со нив во нивните срца, дека ги поддржуваат. И додека Бах вели дека спортистите ќе споделат посебни моменти со ТВ публиката, Фајгл-Динг вели дека тие треба да споделуваат и безбедни практики за време и по Олимписките игри. Јас би им рекол на организаторите на Олимписките игри дека имаат обврска не само во зближување на луѓето во името на спортот, туку и во безбедно зближување на луѓето и во заштитата на светот. Токио е под вонредна состојба што ќе трае и во текот на Олимписките игри. Свеченото отварање на 23 јули. Хрватскиот иноватор Мате Римац стана светска вест откако го купи автомобилскиот гигант Бугати. Неговата приказна е инспиративна за многумина. Дали може би ќе поттикне и македонски иноватори и предприемачи? Повеќе од извештајот на Тоше Огњанов. Може ли македонското предприемништво да добие еден Мате Римац, хрватскиот млад иноватор кој стана светски бренд со погонот за електрични автомобили? Експерти за водење бизнис велат да. Веруваме дека во Македонија постојат многу наши таленти кои што сакаат истото да го направат. Патот до правење на светски бренд е интензивна и напорна работа, во постојана соработка и партнерство со акселератори, ментори, инвестицијски фондови кои што постојано ќе ви го менуваат вашиот светоглед и вашите перспективи за водење бизнис. Но за тоа да успее неопходни се системски промени. Од бизнис акселераторот УКИМ, чиј коосновач е токму Универзитетот Свети Кирил и Методиј, укажуваат дека е потребен директен контакт на студентите со индустријата. Иако не недостасува целосниот капацитет како да го трансформираме знаењето во производ, не може да очекуваме дека и студентите ќе бидат инспирирани од само академско знаење. Потребна ни е континуирана комуникација со индустријата и различни можности кои што треба да им се дадат на студентите како да работат на реални проблеми. Развојот не е целосен ако не се случува низ целата држава. На ова укажуваат од акселераторот X-Factor, чие седиште е во Велес. Се може и од Велес, и од Битола, и од Струмици, и од Кавадарци, и од Штип, и од сегде, значи низ Македонија. Информатичкиот сектор е водечки,
Но место за иновации има и во регионалните индустрии. Обично кога се каже стартап во светски рамки, значи тоа е поврзано со IT, значи софтверски решенија, мобилни апликации и така натаму. И ние викаме не, викаме да. Но ајде сега да ги ставиме во функција на дигитализација на традиционалните сектори во Македонија, текстилна индустрија, прехранбена индустрија, земјоделие и така натаму и така натаму. За здрава предприемничка мисла неопходни се и едукатори. На пазарот веќе 3 години е присутен акцелераторот Цивус со програми за менторска поддршка. Гледаме кои се потребите на секој стартап, затоа што они се уникатни секој на свој начин, имаат различни предизвици, различни проблеми и различни цели. Затоа се обидуваме да најдеме соодветни ментори кои што ќе им помогнат во остварување на тие цели кои што си ги имаат поставено стартапите. Но битно е да се размислува и пошироко. Македонија е веројатно една од подобрите земји за пилотирање и тестирање на продуктите и веројатно и регионот, но се обидуваме да го смениме оној мајндсет на стартапите дека не треба да гледаат да останат само во границите на регионот, туку треба да го гледаат да го развиваат својот продукт за глобалниот пазар. Познавачите се категорични. Поддршка на младите таленти и предприемништвото се клучни за развој на општеството. Имаме потенцијал, имаме кадар, имаме креативни луѓе, иновативни луѓе, само треба да им се даде шанса и поддршка. Младата предприемачка свесноста за предприемништвото и за стартување на сопствени бизниси да покачиме уште на посериозно ниво и мислам дека можеме да испорачаме навистина резултат во светски рамки. Конкурсите на бизнис акцелераторите се отворени. Останува на младите иноватори да ги пријават своите идеи. За Гласот на Америка, Тоше Огњанов. Позитивната дискриминација, односно пониските критериуми за упис на студенти од малцинските заедници на американските универзитети се почесто се оспоруваат пред судовите. Последен е случајот со престижниот Харвард. Соочувајќи се со предизвик околу политиката за прием на студенти на Универзитетот Харвард поврзана со расната позадина, Врховниот суд на САД побара став од одделот за правда. Професорот Грегори Винсент од Универзитетот на Кентаки смета дека ова е важен чек. Мислам дека е важно да се добие представа за размислувањето на администрацијата која во фокусот го има образованието и особено е важно тоа во контекст на разгледување на случај кога е направен преседан. Пред 5 години Винсент беше портпарол на Универзитетот од Тексас Остин, кога институцијата беше тужена за фаворизирање на одредена пракса. Успеавме да го браниме аргументот дека различноста е од голем интерес за високото образование, дека сите студенти имаат корист од робусна и различна образовна средина, дека тоа е императив од национален интерес и ќе го унапреди бизнисот. Адвокатот која застапуваше студентката во тужбата против Универзитетот од Тексас, откако не била примена, вели дека мерката со фаворизирање одредена раса е пристрасност. Во нашето излагање до судот истакнавме дека графата за раса е неприфатлива класификација. Врховниот суд во 2016 се изјасни дека користењето на расата во одлуката за прием на универзитет е законско. Но тие кои што го поддржуваат ова се загрижени дека конзервативното мнозинство во највисоката судска инстанца со 6-3 може да стави крај на ваквата пракса. Джули Парк е професорка по образование и го советува Харвард за одбраната. Таа предупредува дека ако тужбата против Харвард биде прифатена, тоа ќе има негативно влијание врз студентите од малцинствата. Негативно ќе се одрази врз афроамериканците, латиноамериканците, домородните заедници во високото образование на Харвард и насекаде во државата, во јавните и државните образовни институции. За тужбата стои Едвард Блум, адвокат од Тексас. Блум тужи во име на неименувани студенти од азијско-американско потекло. Тие велат дека праксата за прием базирана врз раса ги потиснува азијските американци на сметка на друго малцинство. Но истражувањата во 2020 покажаа дека 70% од азијските американци поддржуваат ваква пракса. Професорот Винсент вели дека нема доволно докази дека азијските американци се исклучени од приемните процеси. Судиите го одложија случајот, но не го отфрлија. Тоа беше и последната содржина во ова издание на Newsflash. Поздрав од Вашингтон.